Драги наши слушателки, го слушате подкастот Жени со надеж и уште една епизода од вториот серијал. Се радуваме што сме повторно со вас. Денес ќе зборуваме за една нова тема која е навистина интересна. Мислам дека како и секогаш само ќе започнеме едно патување истражувајќи оваа тема, а кој знае колку подтеми ќе откриеме и колку нови прашања ќе се отворат на тој пат. Што мислиш ти, Сандра? Потполно се согласувам со тебе. Најпрво, едно топло добре дојде за сите наши слушателки и се надевам дека и со денешната епизода ќе ги заинтересираме нашите слушателки редовно да не следат и да се вклучат со коментари. Денес имаме една сосема нова тема, но сепак се работи за нешто што постојано го гледаме околу нас. Станува збор за хендикеп или инвалидитет, или како всушност се кажува правилно? Нена, тоа ќе ни го појасни нашата Моника во текот на епизодата. Мислам дека терминологијата се менувала со текот на времето и веќе ни самата не сум сигурна што е исправно и како треба да се нарекуваат лицата кои имаат некаков вид инвалидитет. Секако дека ги има и во нашата околина, можеби во нашите семејства. Свесни сме за дел од потешкотиите со кои тие се соочуваат. И токму за тоа би сакале да разговараме денес. Можеби со овој разговор ќе успееме да дадеме некои одговори или да разјасниме прашања кои не мачат, а кои досега не сме ги споделиле со другите. Јас познавам многу луѓе кои имаат различни видови инвалидитет и гледам како лавовски се борат да бидат самостојни и што е можно понезависни од семејството и околината. Но тоа не им е лесно. Предпоставувам дека како и во многу други случаи, важно е за каков инвалидитет станува збор, какви се личните особини на таа личност, каква поддршка има од семејството или од средината и така натаму. Понекогаш ми се чини дека луѓето кои имаат помал степен на инвалидитет, ако се подепресивни и помалку мотивирани за успех, тие потешко се снаоѓаат, некако се изолираат и се повлекуваат во свој свет. Од друга страна, секогаш сум се восхитувала на луѓе кои и покрај сите тешкоти што ги имаат, тие одат напред, имаат цели, се занимаваат со спорт или со други активности, како проблемот воопшто да не ги спречува да живеат со полн здив. Верувам дека на тие луѓе им е потребна посебна сила, вера и самодоверба за да можат да издржат се што носи животот со инвалидитет, сите предизвици, тешкоти и пречки, и при тоа да останат насмејани и полни со планови за иднината. Верувам дека положбата на лицата со инвалидитет се разликувала и се разликува зависно од историскиот период, државата и општеството во кое живеат. Се на се, мислам дека не чека интересна тема и многу корисна содржина во следниве 20 на минути. Драги наши слушателки, сместете се удобно и уживајте со нас. Со нас е и Моника, која е секогаш спремна да ни одговара на безброј прашања. Драги девојки, јас баш се радувам што имаме толку интересни и корисни теми за разговор. Со темите што ги отворате и мене ме потикнувате да истражувам, да се подсетувам на некои содржини и повторно да минувам низ некои приказни. Сакам само да верувам дека и нашите слушателки ќе уживаат барем делумно, како што уживаме и ние овде. И дека сето ова ќе биде само почеток на едно долго и убаво заедничко патување. Моника, добре дојде и драго ни е што си повторно со нас. Добре дојде и од мене, Моника. Навистина, кога ќе почнеме да истражуваме некоја тема, тогаш прашањата сами почнуваат да се појавуваат и да се множат. Затоа ни е многу важно што ти си тука со нас, за да ни одговориш на нив стручно и засновано на истражување. Се разбира, затоа сум тука со вас. Никој од нас нема одговор на сите прашања. Науката постојано се развива. Теориите се менуваат, се изведуваат нови научни докази и претпоставки. Секој поединец може и сам да најде многу информации околу себе, особено во ова време на интернет и Google. Но не е се така едноставно во тоа море од информации. Има и многу погрешни. Па затоа е важно се да се зема со резерва и секогаш да се консултираат повеќе извори. Така е и за темите на кои ние разговараме. Нашите слушателки можат да проверат, да се консултираат со некого, па дури да не се согласат со нас. И тоа е во ред.
Нам ни е важно што ги дефинираме некои основни работи, што подкреваме прашања и нудиме одредени одговори, а секој ќе земе онолку колку што сака од сето тоа. Така е, Моника. Темата на денешната епизода е попреченост, односно лицата со попреченост. Всушност, не е нејасна самиот почеток на емисијата имавме дилема. Како воопшто правилно се нарекуваат лицата со попреченост? Да не погрешиме и да не повредиме некого, зашто на вистина немаме таква намера, ама може да се случи од незнаење. Терминолошката дискриминација на лицата со попреченост е многу тежок облик на дискриминација, зашто користењето сосема неадекватни термини може негативно да влијае на сликата што овие лица ја имаат за себе и за општеството каде и тие се полноправни членови. Јазикот се менувал низ историјата и се уште се менува. Некои зборови го изгубиле првичното значење, а поимето што денес ги користиме се повеќе стануваат силно средство за антидискриминација. На тоа упатува и секојдневната терминологија која користи поими како лица со инвалидитет или попреченост, од англискиот збор disability, лица со посебни потреби, хендикепирани лица, лица со пречки во развојот, лица со неспособност, ретардирани лица и слично. Често, во зависност од изразот што се користи, се открива и ставот на поединецот или на општеството кон овие лица. За да утврдиме кој термин е најсоодветен, предлагам накратко да ги објасниме секој од овие термини за да видиме зашто е значено да се користат точните изрази за точните појави. Изразот лица со инвалидитет, за разлика од зборот инвалид, зборува за лице кај кое инвалидитетот е само една од неговите карактеристики, а никако не значи дека тоа лице во целина вреди помалку или има намалени способности и капацитети. Лице со посебни потреби не значи дека тоа лице на вистина има некакви посебни потреби, туку само дека во одредени случаи на посебен начин ги задоволува истите потреби што ги имаат и сите други лица. Терминот хендикепирано лице не е соодветен затоа што може да се однесува на секое лице што се наоѓа во неповолна положба, а не само лице со инвалидитет. Изразот ретардирано лице ретко се користи во правни документи, повеќе во жаргон, бидејќи носи погрдно значење. Овој израз првпат бил употребен во Декларацијата за права на ментално ретардирани лица на Обединетите нации од 1971 година, но подоцна бил отфрлен како неадекватен. Значи, да ги дефинираме двата најчесто користени термини – инвалидитет и хендикеп. Инвалидитет или попреченост, англиски disability, е заеднички термин за голем број различни функционални ограничувања, што постојат во секоја популација, во секоја земја. Луѓето можат да имаат индивидуални физички, интелектуални или сетилни оштетувања, здравствена состојба или ментална болест. Овие состојби можат да бидат трајни или привремени. Хендикеп значи загуба или ограничување на можноста за учество во животот на заедницата, рамноправно со останатите. Го опишува начинот на кој лицето со попреченост се соочува со својата околина. Суштината на терминот е да се нагласат недостатоците во околината и во многу организирани општествени активности, например, во информирањето, комуникацијата, образованието, со што се оневозможува рамноправното учество на овие лица. Во член 4 од Законот за спречување и заштита од дискриминација на Република Македонија од 2020 година се користи терминот лице со попреченост и се објаснува како лице кое има долготрајна физичка, интелектуална, ментална или сензорна оневозможеност, што во интеракција со различни општествени бариери може да го спречи неговото целосно и ефективно учество во општеството на еднаква основа со другите. Затоа, најсоодветно да се користи изразот лице со попреченост или конкретно да се наведе попреченоста, например, лице со оштетен слух, лице со оштетен вид, лице со телесна попреченост,
лица со потешкоти во учењето, лица со интелектуална попреченост и слично. Не треба да се користат изрази како лице со посебни потреби, инвалид, глув, слеп, ментално заостаната личност, ретардирана личност и слично. Овие термини може да бидат навредливи да ги повредат лицата со попреченост. Значи, како што слушнавме, најбезбедно е да се користи изразот лица со попреченост. Многу е важно да го знаеме ова, бидејќи често сме откружени токму со такви луѓе, а јас лично секогаш сум се плашала да не употребам погрешен збор и да навредам некого. Колку вкупно лица со попреченост има во нашата земја, а колку во светот? Според последниот попис во Македонија од 2021 година, кај нас има околу 94.412 лица со попреченост, од кои поголемиот дел се жени, 52.203. Не сакам да ве замарам со сите детали, тие информации се достапни, но доволно е да се представи дека тоа е околу 5% од вкупното население. Ако погледнеме глобално, бројките се уште поголеми. Околу 1 милиарда луѓе во светот живеат во некој облик на попреченост, што е скоро 15% од целата светска популација. Најмногу ги има во развиените земји. Тоа се навистина големи бројки. Кога зборуваме за историската и општествената положба на лицата со попреченост, што би можеле да кажеме? Од што зависи нивниот статус во едно општество? Односот кон лицата со попреченост низ историјата минувал низ различни фази. Во праисторијата нивната положба била подобра отколку што би очекувале. Во средниот век пак, поради стравот од попречености, тие лица често биле отфрлани и лишувани од многу права. Во 20-тиот век сликата за менталните и психичките попречености почнала нагло да се менува. Слично било и кај нас. Попреченостите не биле само последица на војни, туку и на епидемии како чума и сипаници. Манастирите често биле единствените места каде што таквите луѓе биле примани и чувани. Во 18-тиот и 19-тиот век, со развојот на медицината и биолошките науки, се менували и ставовите кон нив. Прво постоеле груби поделби, категоризации, а научниците се обидувале да одредат што е нормално, за да може да дефинират што представува отстапување. Но во секое време, за лицата со попреченост би било тешко да се вклопат во општеството и да ги остварат своите потенцијали. Драга Моника, би сакала да завршиме со едно последно прашање. Каква е денес положбата на лицата со попреченост? Колку им е достапно образованието и можноста за вработување? Колку сме успеале како општество да им помогнеме во нивната интеграција? Ако ги погледнеме податоците, најмногу информации има за Европската Унија, бидејќи таму има направено многу истражувања. Иако состојбата денес е подобра отколку порано, сепак бројките не се охрабрувачки. Например, многу мал процент на лица со попреченост имаат високо образование или се вработени во споредба со оние без попреченост. Исто така, тие се во многу поголем ризик од сиромаштија и социјална изолација. Над половина од испитаниците со попреченост изјавуваат дека чувствуваат дискриминација. Иако постојат документи, стратегии, планови од Обединетите нации па натаму, се уште овие луѓе се соочуваат со многу бариери и предрасуди. Често токму личната упорност на лицето и поддршката од неговото семејство се клучни за да ги оствари своите права и потенцијали. Затоа е многу важна блиската поддршка и практична и психолошка. Јас лично сум запознала неверојатни уметници и талентирани луѓе со попреченост кои со огромна волја и мотивација ги надминуваат сите пречки. Нивниот оптимизам и духовна сила на вистина инспирираат. Тоа е и мој личен впечаток, се надевам дека не пречи што го споделив. Секако дека не пречи. Сите имаме свој размислување и тука сме да ги споделиме. Ни даде одличен заклучок. Во третиот дел од емисијата ќе зборуваме за духовната страна, односно што кажува Светото писмо за лицата со попреченост. Моника, ти благодариме и се радуваме на следните средби со тебе. Благодарам за можноста, се надевам дека слушателките поминаа корисно време со нас и се радувам на идните епизоди. И јас ти благодарам, Моника.
За кратко, ќе продолжиме да зборуваме за денешната тема во осветлина на библиските вистини. Останете со нас уште малку и ќе да знаете каде во Светото писмо се зборува за лицата со попреченост. Драги наши слушателки, вие го слушате подкастот Жени со надеж. Денес зборуваме за лицата со попреченост и нивната положба во општеството. Во првиот дел од емисијата го дефиниравме терминот лице со попреченост и каков бил односот кон нив некогаш, а каков е денес. Во овој последен дел од емисијата зборуваме за истата тема, но низ светлината на Светото писмо. Точно така, како и секогаш, во овој дел ќе ја разгледаме темата преку Библијата, односно Божјото Слово. Кои примери ги има во неа и што можеме да научиме од нив? Јас морам да признам дека кога ќе помислам на лица со попреченост во Светото писмо, најпрво ми паѓаат на ум многу личности од Новиот Завет, но не сум сигурна колку често оваа група на луѓе се спомнува во Стариот Завет. Ми се чини дека не многу често. Што мислиш ти? Во права си, навистина не се спомнуваат често во Стариот Завет. Всушност немаме конкретни записи за нив, иако сигурно ги имало, како и во секое друго време. Но најдовме една интересна личност од Стариот Завет која имала попреченост. Станува збор за Мемфивостеј. Се сеќаваш на него? Нукот на Саул. Се сеќавам, тој е синот на Јонатан, значи еден од принцовите во царскиот дом. Еве најдов дел од Светото писмо што зборува за него. Во Стариот Завет, втора книга Самуилова, 4.4, пишува кој бил тој, каква попреченост имал и како настанала. Таму е запишано следново. Јонатан, Сауловиот син, имаше куц син. Синот беше на 5 години, кога од Израел дојде известување за Саул и Јонатан, а доилката го зела и избегала. Бидејќи таа бегала брзо, тој паднал и останал сакат. Името му беше Мемфивостеј. Интересно е што тој бил единствениот преживеан од своето потомство, поголемото страдање на Саул и целото негово семејство. Можно е токму неговата попреченост да го спасила. Цар Давид го пронашол, но не за да му се одмазди, туку за да му укаже чест поради неговото потекло и пријателството со неговиот татко Јонатан. Поради тоа, Мемфивостеј добил место во царскиот дом на Давид. Во Светото писмо пишува дека тој секогаш јадеше на царската трпеза, односно добил статус како член на царското семејство. Но каде да се спомнува неговото име, веднаш се наведува и неговата попреченост, дека бил сакат во двете нозе. Дали знаеме уште нешто за него? Во Стариот Завет, во втора книга Самуилова, 9 и 19 глава се зборува за него. Откако дојде пред цар Давид, не знаејќи дали ќе го погуби или не, тој доби место на трпезата. Му беше вратен имотот што го имал неговиот дедо и што ќе му припаднеше според наследството. Заедно со имотот, Давид му одреди слуги кои ќе се грижат за имотот и за него лично. Мемфивостеј бил оженет, имал синче кое се викало Миха и сите заедно живееле во Ерусалим, во царскиот дом. Кога зборуваме за попреченост, во Светото писмо се спомнува во овој и можеби уште неколку примери, со помалку детали секако. Но затоа во Новиот Завет има толку многу примери за лица со инвалидитет, нели? Се сеќаваш ли на оние примери со куци и неподвижни луѓе, слепи, оние кои дојдоа по исцеление кај Исус, оние кои чекаа помош пред бањата, просеа пред храмовите, оние што имаат психички проблеми? А Исус во Новиот Завет им даде целосно, рамноправно место со луѓето кои немаат такви проблеми, но имаа некои болести или проблеми со осудата од околината, како жената фатена во прелюба, која сака да ја каменуваат и слично. И навистина сум изненадена од љубовта и вниманието на Исус кон лицата со попреченост. Колку само тој ги љубеше сите луѓе, ама баш сите, без разлика. И јас бев изненадена од тоа. Неколку пати, кога го читаме Светото писмо, ги читаме познатите настани. Остануваме без див кога ќе ги видиме чудата што се случувале и се друго. Но не ги гледаме тие луѓе како поединци на кои Исус наидуваше, пред кои не остануваше само нем наблюдувач,
туку одговараше на нивните потреби и животни проблеми. Тој беше тој што им даде значење и моето срце е исполнето со љубов поради тоа. Нашиот Исус, кој имаше толку малку време за толку голема служба на земјата, добар дел од тоа време го посвети на лицата со попреченост, кои во тој момент не беа многу високо на општествената скала. Мислам дека токму тоа треба да го научиме од овој денешен разговор. Секоја личност има вредност и секое човечко суштество заслужува шанса. Исус беше жртва за секој од нас, без да прави разлика. А не сум сигурна колку навистина сме такви во секојдневниот живот. Колку сме навистина отворени кон луѓето кои се различни од нас. Колку ја стигматизираме различноста, колку сме свесни за фактот дека не сме подобри од другите само зашто немаме попреченост. Се согласувам со Моника која зборуваше за тоа дека ни денес и покрај сите стратегии и препораки од највисоките институции, положбата на лицата со инвалидитет не е онаква каква што треба да биде, пред се рамноправна. И понатаму овие луѓе се соочуваат со многу проблеми и пречки и само најупорните обстануваат и го постигнуваат својот полн потенцијал. Така е, но така беше и во времето на Исус. Се сеќаваш ли на оној неподвижен човек кого пријателите го спуштија низ покривот на куќата во која престојуваше Исус, за тој да го исцели? Приказната ја наоѓаме во Евангелието според Лука, глава 5, стих 19. Тој не доби исцеление сам по себе. Општеството не му овозможи рехабилитација, туку неговата и акцијата на неговите најблиски пријатели резултираше со неговото исцеление. Дури потоа, кога беше исцелен, можеше да го оствари својот полн потенцијал, да се влезе во туѓа куќа низ покривот, да направени носила, односно како што пишува, со се постала, со сите опасности што демнеја, со јаже и без никаква заштита, а човекот неподвижен, кој можеше само да лежи, тоа е навистина упорност што ретко се среќава. И тоа е тоа. Исус таа упорност, вера и посветеност ги награди со внимание и исцеление. Можеби тој ќе беше исцелен и на некое друго место. Можеби можеше да го сретне Исус и некаде покрај патот, пред храмот, на некое друго место, но тој не остана само да чека, ниту пак неговите најблиски дозволија работите да одат како што ќе се погоди. Мислам дека е така и денес. Сега кога зборуваме за ова, навистина можеме да се потсетиме на прекрасни приказни од Новиот Завет за лицата со попреченост. Не знаеме многу за општеството во кое живееле, но го знаеме она што е најважно. Исус ги сакаше подеднакво како и оние без попреченост. Тој дојде на земјата за да покаже љубов и да ги преземе врз себе гревовите и на овие луѓе. Тој ги сретнуваше и им помагаше, им се обраќаше, не го тргаше погледот од нив, туку напротив, ги истакнуваше и разговараше со нив пред толпа луѓе. Нашиот Господ Исус е полн со љубов за секого. Драги наши слушателки, читајте го Светото писмо, а ако го немате, пишете ни за да ви испратиме. Во него ќе најдете возбудливи и поучни приказни, но пред се зборови што ќе ви го променат животот. Ние понатаму ќе подготвуваме интересни теми и ќе ги поврзуваме со Светото писмо. Слободно пишете ни на мейл адресата zenisonades@gmail.com и секако најдете ги нашите Facebook и Instagram страници под името Жени со надеж и заследете не. Бидете со нас и во следната епизода. Подготвуваме нови содржини за следното дружење и нестрпливо ве очекуваме. Дотогаш не заборавајте, не сте сами, не сте оставени ниту заборавени и не сте случајно токму таму каде што сте. Исус дојде да покаже љубов на секоја личност на овој свет, со попреченост или без, со болест или без разлика и без предрасуди. Тоа е примерот што и ние треба да го следиме. Останете ни здрави, весели и Бог нека ве чува и благослови.